Жалба на одлуката на судијата на претходна постапка во врска со притворот за Горан Груевски поднесе одбраната, потврдуваат од Скопскиот кривичен суд. Според постапката, жалбата веќе е испратена за одговор до специјалното јавно обвинителство, пошто Кривичниот совет има рок од 48 часа да донесе одлука по неа. Инаку, досна синоќ Основниот суд Скопје 1 Скопје го прифати предлогот на специјалното обвинителство за определување мерка 30-дневен притвор за првоосомничениот во случајот Тврдина, началникот на одделот во Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи. Обвинителството вчера соопшти дека повело истражна постапка под име Тврдина, поврзана со незаконско следење на комуникациите со користење и искористување на опрема и уреди за следење, кои се во собственост на МВР, за што се осомничени 5 лица. Експертите велат дека станува збор за чудна одлука на судијата Јован Лазаревски, особено ако се има предвид дека тој претходно го отфрли барањето за претрес со образложение дека специјалното обвинителство нема правна надлежност за предметот. Во текот на вечерта го разгледуваше барањето за притвор и одлучи по него. Што во тие неколку часа влијаело врз судијата да ја смени одлуката, се уште нема информации. Дирекцијата за заштита на личните податоци по службена должност изврши вонреден инспекцијски надзор во Државната изборна комисија по однос на објавувањето на личните податоци од избирачкиот список на нејзината веб страна. Заради итност на наведените состојби беа изведени 2 привремени решенија. Со едното решение се забранува Државната изборна комисија да обезбедува електронски пристап до личните податоци во избирачкиот список објавен на веб страна на начин кој не е во согласност со прописите за заштита на личните податоци. Во другото привремено решение се забранува на комисијата да објавува на својата веб страна лични податоци на физички лица содржани во списокот на неконзистентни записи, предмет на теренски проверки, бидејќи комисијата нема правен основ да врши обработка преку објавување на лични податоци на физички лица кои ќе бидат утврдени како неконзистентни записи и ќе бидат предмет на теренски проверки. Привремените решенија се издадени со цел да се спречи на тамошна повреда на правата на субјектите на лични податоци и нанесувањето на евентуални штетни последици до донесувањето на решенијата, се вели во соопштението од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Растот на индустријското производство од 15,2% во февруари, според вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставлевски, е добар резултат и одличен старт, што создава очекување и надеж дека вкупниот раст на економијата годинава ќе биде добар. Политиките на владата и мерките што се преземаат во изминатите години создадоа добра основа за постојан пораст на производството на економијата преку поддршката на домашните фирми, со низа мерки, со најниски даноци во светот, со проектите како Македонија вработува, со ослободување на фирмите од плаќање данок од реинвестирана добивка, како и политики во делот на ефтините кредити и високите капитални инвестиции. Тука се и странските фирми кои придонесуваат за растот на економијата, изјави Ставлевски при посетата на Кавадарци. Воислав Шешелј по ослободителната пресуда на Хашкиот трибунал изјави дека судиите ја донеле единствената можна пресуда од правен аспект. Лидерот на Српската радикална партија одржа пресконференција во Белград на која истакна дека во Хаг се појавиле 20 честни судии кои држат до честа и професионалната етика. Тие ја донесу единствената вистинска пресуда. Изразувам големо жалење што моите блиски пријатели Милан Мартич во заробеништво, Здравко Толимир кој е погубен, Радован Караджич и многу други немаат честни судии, бидејќи и тие ќе беа ослободени. Мојот став кон Хаг како антисрпски суд не се смени. Во оној момент кога заминав за Хаг, знаев дека ништо нема да можат да докажат. Таму демантирав се, рече Шешелј.